Електрификацијата, колку да почна со оптимизам, помалку го губи ентузијазмот. Причини за тоа има многу, а најголемата е високата цена на електричните возила. Очигледно дека интересот на купувачите опаѓа, барем според податоците на пазарите, па многу компании ги ревидираат своите планови за потполно укинување на моделите со мотори на согорување. Ова беше доволно да ве воведеме во денешната епизода на Автомагазин. Австриската компанија Розенбауер, специализирана за противпожарна техника, развие електрична верзија на својот камион за интервенции на аеродромите Пантер. Како најплодна за електрична трансформација е избрана 6x6 верзијата, која има должина од нешто под 12 метри, широчина од 3 и височина од 3,75 метри. Возилото може да понесе 11.000 литри вода, 1370 литри пена и 250 килограми прав за гаснење. Опремено е со 4 електромотори со вкупна моќност од 1200 конски сили, кои целосно оптоварени до 80 км на час ќе го забрзаат за помалку од 20 секунди. За итни случаи располага и со дизел генератор, бидејќи батериите со капацитет од 256 киловат-часа, кои од 0 до 100 се полнат за 45 минути, се доволни само за една интервенција. Првите испораки се предвидени за крајот на идната година, а цената останува непозната. Иако далеку од нашата реалност, од Бразил доаѓа технички важна вест дека Фиат на тамошниот пазар лансираше благи хибриди кои како погонско гориво користат етанол. Основа на приказната е еднолитарскиот турбомотор со 3 цилиндри, кој испорачува 130 конски сили, за почеток наменет само за моделите Fastback и Pulse. Комбиниран со електромотор и мала литиум-ионска батерија, сместена под седиштото на возачот, тој според Фиат има за околу 11% помала потрошувачка. Алкохолот кој се добива од шеќерна трска е доста популарно гориво во Бразил. Дури 83% од новите автомобили на пазарот се прилагодени за неговото користење. Со него оваа земја практично е енергетски независна од нафтата, барем кога се во прашање приватните автомобили. Затоа и следен чекор на Stellantis ќе биде развој на стандардни и плагин хибриди кои може да работат на етанол, а слични намери имаат и General Motors и Honda. И покрај својот политички ангажман, Илон Маск не губеше време да го донесе своето роботизирано такси во Европа. Ветувајќи дека иднината на автономното возење ќе стане реалност, испланирани се серија настани на кои Tesla Cybercab ќе биде представен. По овој прв бран, со него ќе бидат запознаени жителите на 6 града на стариот континент – Берлин, Париз, Лондон, Амстердам, Стокхолм и Осло. Во секој од овие метрополи, роботизираните такси возила ќе се задржат по скоро 3 недели, што покажува дека се очекува голем интерес на европјаните за новите технологии на Тесла. Со право, бидејќи како што знаеме, Cybercab е развиен со идеја да се обезбеди еколошко и ценовно прифатливо решение за урбан превоз на патници.
Според пресметките што на презентацијата ги кажа Маск, трошоците за неговото роботизирано такси треба да изнесуваат околу 20 центи за една милја, односно 7 денари за километар. Поинаку кажано, исто како и со автомобил што троши 9 литри бензин на 100 километри. Само една година по лансирањето на својот прв електричен автомобил, Абарт најави дека нема повеќе да представува нови модели со мотори со внатрешно согорување. А бидејќи 595 и 695 повеќе не се произведуваат и се распродаваат преостанатите залихи, тоа значи дека многу бргу Абарт ќе стане чисто електрична марка барем во Европа. Колку ова и да не е во согласност со елементарните постулати на духот на марката, која сега прославува 75 години од своето постоење, ситуацијата едноставно тоа го наложува. Причината се трошоците за развој на новите модели кои заради се построгите еколошки норми драстично се зголемуваат, со што растат и цената на возилата и годишните давачки за нив кои купувачите треба да ги платат. Нема да бидат лансирани ни хибридни модели, бидејќи раководството на компанијата смета дека тие би биле недоволно лути да го носат знакот на шкорпијата. Место тоа се споменува дека нивните погледи се насочени кон електричен кросовер кој Фиат допрва треба да го представи. Возењето и алкохолот не одат заедно, но тоа не важи за британските господа. Формула 1 тимот на Астон Мартин и шкотската дестилерија Glenfiddich објавија долгорочно партнерство. Оваа компанија, основана пред 138 години, важи за ексклузивен производител на сингл молт шкотско виски и е под контрола на петата генерација на семејството Грант. Процесот на производството и потеклото на суровините и водата строго се контролирани, а казаните во кои се дестилира и бурињата во кои вискито се чува ги прават самите. Најголем дел од производството е виски старо од 12 до 21 година, а најскапото е ексклузивната 50 годишна серија, од која едно шише од 0,7 литри чини 30.000 фунти. Почетокот на историската соработка со Астон Мартин беше обележано со дегустација на виски, чие буре се чувало цели 65 години. После европската лани, Volkswagen ја представи третата генерација и на американската верзија на Tiguan. Овој модел, кој од скоро нам ни е познат како Tayron и понатаму ќе се произведува во Мексико. Значаен е за марката бидејќи е нивни бестселер таму, заради што не се експериментираше многу. Сосема познатите линии сега се попривлечни за американските купувачи, на чиј вкус се додворува и со неколку значајни подобрувања на модернизираната кабина, во која има само 2 реда седишта. За него е наменет унапредениот дволитарски турбомотор со 201 конска сила, спарен со 8-степена автоматика. Освен дека заради употребата на алуминиум е за 77 кг полесен и дека може да влече приколка тешка до 820 кг, германскиот производител остана краток за другите поважни податоци, меѓу кои и потрошувачката. Опременоста е на ниво какво се очекува од возило со цена од околу $30.000. Volkswagen лани во Соединетите Американски држави има продадено 76.000 примероци од досегашниот Tiguan.
Уште кога се појави лани во ова време, концептот FTSE на Toyota веднаш ја заинтригира јавноста, иако јапонците изричито нагласија дека се работи само за една опција на за нивниот иден спортски автомобил. Но тој очигледно брзо ја надмина оваа формулација, зачекорувајќи кон сериското производство кое неофицијално се очекува во 2026 или 2027 година. Дека има вистина во ова потврдуваат и најновите шпекулации, кои говорат дека ова агресивно купе ќе биде модерен наследник на MR2. Електричниот погон со преку 500 конски сили, позајмен од Lexus LFZC, концептот треба да му обезбеди перформанси за почит. За класично расположение се предвидува и верзија со 2-литерски турбобензински мотор кој надвор се развива посебно за него и би бил централно поставен. И двата модела треба да имаат погон на сите тркала. Од Toyota ништо од ова ниту демантираат, ниту потврдуваат, велејќи дека се уште не е одлучено. Петнаесет години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Chery добивате повеќе. Закажи тест возење на chery.mk. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Chery добивате повеќе. Закажи тест возење на chery.mk. Кога ќе ве привлече нешто, а не знаете зошто. Во тој момент како некој да зборува со тебе. Запознај го новиот 408 со дизајн кој завидува повеќе отколку што очите можат да восприемат. Алюр и страст од секој агол. Тоа што вистински зборува со нас е нашиот внатрешен глас кој страстно шепти од нашата душа. Алюринг, новиот Peugeot 408. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Chery добивате повеќе. Закажи тест возење на chery.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. Неодамна Lamborghini се пофали дека годинава ќе го урне ланскиот рекорд во број на продадени автомобили, профит и обрт. Токму поради примерот на Lamborghini и DS се надева дека ќе направи од 50 до 200 примероци на студијата SM Tribute, но најверојатно ќе поземи мотор од Maserati и се надева дека ќе постигне астрономска продажна цена. Lamborghini is many things. Објавувајќи ги податоците за своето работење, Lamborghini се пофали дека целокупното производство на Урус се распродадено до 2026 година. Тоа што овој ултимативен кросовер е стар 7 години и што цените му стартуваат од 250.000 евра, како воопшто да не ги поколебува ентузијастите. Така и ќе остане, бидејќи неговиот наследник, кој ќе биде електричен, е планиран за крајот на деценијава. Слична е судбината и на новиот Revuelto, чии испореки како наследник на Aventador започнуваат во овие моменти.
но не за сите. Според компанијата, листата за чекање на овој плагин V12 хибрид надминува 2 години и оние што сега ќе го нарачаат може да се надеваат дека ќе го добијат дури во 2027-та. Оптимизам владее и за наследникот на Huracan Temerario, чие производство ќе стартува идната година. Затоа и засега за него се кажува само дека наишол на доста позитивен одговор на јавноста. Што се однесува до вкупните бројки од работењето на Lamborghini, после ланските 10.112 продадени автомобили, годинава се очекува нов рекорд во периодот што измина пласманот на возила е зголемен за 8,6%, приходите за 20,1%, а профитот за 9,8%. Поинаку кажано, просечната цена на продадено возило изнесува 290.000 евра, од кои повеќе од 80.000 се заработка за компанијата. Дали DS конечно ќе стане она за што изворно е замислен, марка која нуди ексклузивен премиум автомобил. Во тоа можеби ќе помогне замислата концептот SM Tribute да се доведе до производство, макар и со помош на ангажирање на надворешни партнери за тоа. Имено низ компанијата кружи идеја дека е можно да се лансира ограничена серија помеѓу 50 и 200 примероци на автомобилот кој би бил базиран на механиката на Maserati Gran Turismo. Според зборовите на Thierry Metros, човекот кој го дизајнираше, со ова се согласуваат и првите луѓе на Stellantis и DS Automobile, Карлос Таварес и Оливие Франсоа. Но за да донесе профит, цената треба да му биде милионска, што пак бидејќи купувачите на волку скапи автомобили не ги интересира електриката, значи дека би го имал италијанскиот 3-литарски турбо V6 мотор, кој развива 550 конски сили. Со оглед дека веќе е направен сличен експеримент со лансирањето на Алфа Ромео 34 Stradale, мора да кажеме дека постојат шанси истото да се повтори и со SM Tribute, но и дека тешко веруваме дека тоа ќе се случи. Се надеваме само дека доволен број влијателни ентузијасти ќе ги искористат своите врски да контактираат со раководството на компанијата, изразувајќи желба еден ваков фасцинантен автомобил да се најде во нивните богати колекции. Иако има уште многу време до 2030 година, за кога е планирано лансирањето на Купра на американскиот пазар, шпанците започнаа со креирањето на дилерската мрежа. Според официјалните вести од компанијата се преговара со Penske Automotive за користење на нејзините ресурси за освојување на пазарот. А тие не се мали. Групата ширум целиот континент располага со продажни и сервисни места за возила од повеќе марки, меѓу кои и оние од поширокото семејство на Volkswagen. Тоа ќе биде голема предност за Купра, бидејќи своите возила ќе ги отстапи во рацете на искусни продавачи кои веќе ги познаваат европските возила и на кои ќе им биде полесно да им објаснат на купувачите што може да добијат од марката за која никогаш не слушнале. Се очекува Купра во Америка да донесе модели од секаков погон, бензински, хибридни и електрични, почнувајќи од наредната генерација автомобили што ги подготвува. Таму за промотивни цели веќе се испратени неколку примероци од Formentor за кои се споменува дека постои можности да се произведува во капацитетите на Volkswagen, веројатно во Мексико. Можеби нема влијание, но треба да се спомене и тоа дека Penske својот бизнис го има расширено и во Канада, Австралија, Велика Британија, Германија, Италија и уште некои други земји.
Следната година Hyundai ќе го лансира својот трет модел во својата електрична подмарка. Ioniq 9 има масивна батерија, верзии со 1 и 2 мотори и место за 7 патници. Сестринската на Hyundai компанија Kia во Америка го представи рестилизираниот Sportage, најавувајќи го за Европа во втората половина на идната година. Три години по лансирањето, Kia естетски и технички ја освежи петата генерација на популарниот Sportage, сега само верзија со подолго меѓуоскино растојание наменете за Кореја и Америка. Најзабележлива визуелна промена е новиот преден дел инспириран од електричната гама на марката. Тој сега е поостар и со истакнати вертикални линии кои доминираат на маската и светлата место досегашните со облик на бумеранг. Назад се забележуваат новата внатрешна структура на светлата и помали измени на браникот, додека освен новите тркала силуетата остана иста. Внатрешноста донесува поголеми промени, со почист изглед на двата интегрирани закривени дисплеи на контролната табла, благо свртени кон возачот. Опремата е збогатена и модифицирана, а достапно е отклучување и стартување на возилото со дигитален клуч. Мобилниот телефон може да послужи и за далеченски преглед од 360 степени на околината околу возилото, овозможен од системот камери. Иако за погонските единици е излишно да се зборува, бидејќи се различни за секој регион, силата кај хибридните верзии е зголемена, а 7-степениот менувач со двојна спојка кај некои модели е заменет со 8-степен автоматски. За сега не е објавено кога ќе биде представена европската верзија, која се произведува во Словачка, но сигурно нема долго да чекаме на неа. По комерцијализацијата на Ioniq 5 и 6, Hyundai најави дека следната година ќе лансира потполно електричен моноволумен со можност за превоз на 7 патници, со должина поголема од 5 метри и меѓуоскино растојание од 3,13 метри. Hyundai најави дека Ioniq 9 во полна поставеност на седиштата ќе има волумен на багажникот од 338 литри. Корејската марка најавува дека овој модел ќе има масивна батерија од 110 киловат-часови, што ќе обезбеди автономија до 620 км и капацитет на влечење од 2,5 тони. Верзијата со погон на сите тркала со споменатата батерија испорачува 160 киловати, спринта од мирување до стотка за 5,2 секунди. Има и послаба изведба со мотор инсталиран напред од 70 киловати. Ioniq 9 ќе има меѓу другото централна конзола која може да се поместува за 10 см и внатрешно заоблен панорамски дисплеј. Во внатрешноста се користат многу одржливи и рециклирани материјали. Големото електрично спортско корисно возило е првиот електричен модел на Hyundai со алуминиумски браници и странични панели за намалување на тежината и зголемување на ефикасноста. Во Европа Hyundai Ioniq 9 се очекува во средината на идната година. Како што лани најави, Европската организација за оценка на безбедноста на возилата Euro NCAP ги спроведе своите први тестови на камионите. Комплексните истражувања уште од самиот почеток се насочени кон целосно елиминирање на смртните случаи во сообраќајот предизвикани од тешките возила, кои заради својата големина и тежина представуваат посебна опасност.
Euro NCAP наведува дека камионите сочинуваат помалку од 3% од возилата на европските патишта, но се одговорни за дури 15% смртни случаи, главно заради многу поголемата километражна што ја поминуваат. Фактите велат и дека само 11% од жртвите во несреќите на тешките возила се возачите или патниците во нив, додека 89% се останатите учесници во сообраќајот. Затоа и како директива се наметна безбедносните карактеристики кон другите, посебно пешаците и велосипедистите. Од таа причина, освен звездички, се доделува и така наречена City Safe акредитација на возилата кои имаат технички решенија за спречување на несреќите и намалување на последиците од нив во градовите и урбаните средини. Во тестирањата, кои заради обемноста беа спроведени во повеќе испитни центри, беа опфатени 9 дулголиниски влекачи од 7 производители. Од нив 2 добија по 5, а еден само една звездичка. Останатите имаат по 3 или 4 звездички. Апсолутно најдобри меѓу сите се покажаа Volvo, FM и FH Aero, кои единствени ги освоија максималниот број звездички, додека пак и Веко разочара, бидејќи испораката на нивните камиони од новата генерација, подготвени најдобро да се справат со безбедносните ризици, се уште не е започната и беше тестиран стариот модел. Изненадувачки лоша оценка за избегнување судари доби DAF XF, но затоа брилираше во безбедноста во возењето, сместувајќи се за влакно под најдобриот на тестирањата. Генерално, дури и не така деталниот преглед на резултатите покажува дека кај безбедноста на камионите има уште многу простор за унапредување, заради што од Euro NCAP најавија дека во догледно време ќе бидат додадени нови категории за оценување, а од 2030-та ќе се спроведуваат и судари меѓу камиони и автомобили. Преголемиот оптимизам во врска со електрификацијата започна дебело да го наплатува својот данок. Практично не постои производител кој не ги коригираше своите планови, ограничувајќи ги инвестициите во нови модели. Но колку навистина амбициите беа претерани, покажува примерот на новоформираните западни компании за производство на возила и батерии, кои полека, но сигурно тонат. Еве такви два примери. Пред неколку години компаниите за производство на електрични автомобили се појавуваа како печорки после дожд, за сега една по една да згаснуваат. Таква судбина веројатно ќе го снајде и Кану, кој своевремено стана глобално познат по тоа што НАСА ги избра неговите возила за превоз на астронаутите до вселенските летала. Од прилика во тоа време компанијата се пофали дека има нарачки за возила во вредност од $2 милиарди, како и дека меѓу нејзините клиенти се синџирот супермаркети Walmart, Американската пошта, па дури и армијата. Компанијата делуваше толку сериозно што Hyundai се договори со неа заеднички да развиваат платформи за електрични возила, а Apple пак сакаше да ја купи. Постоја и планови да се организира производство и во Европа. Но, откако еден од нивните добавувачи ги тужеше за неплатени побарувања во висина од нешто под $600,000, во јавноста се појавија други бројки, и тоа фрапантни, како што е дека компанијата располага со само $4,5 милиони готови пари и дека лани испорачала само 22 возила, од кои заработила помалку од $1 милион. Се дозна и дека, иако загубите нараснале на скоро $120 милиони, во истото време на генералниот директор му се исплатени 1,7 милиони за летови со приватен авион. Соочени со ситуацијата, раководството започна со обемна трансформација и мерки за штедење, кои први ги почувствуваа 23% од вработените во производството кои добија отказ.
Уште еден доказ колку е тешко да се преживее на непредвидливите услови на пазарот кога е во прашање електрификацијата доаѓа од шведскиот Нортфолт, која поднесе барање за отворење на стечајна постапка, засега само на американската филијала. Посебно изненадува тоа што, прегледувајќи ги вестите од оваа компанија, до пролетва преовладуваше силен оптимизам. Во нив главно се известуваше за почетни успеси во спроведувањето на амбициозните планови кои покрај првата фабрика во Шведска предвидува отворање на уште 5-6 други низ разни земји од Европа и Северна Америка. За нив се тврдеше дека веќе имаат обезбедено договори за производство на батерии за електричните возила на BMW, Volkswagen, Volvo и други, но одеднаш практично преку ноќ конотацијата се смени. Први беа вестите за откажување на нарачките, потоа за одложување на инвестициите, па за промена во раководните структури на компанијата, за на крај да се стигне до најмалку посакуваниот збор што некој сака да го објави – банкрот, предизвикан од ситуацијата да се има пари само за една недела работење. Според официјално непотврдените судски наводи, долговите што им висат над глава нараснале на неколку милиарди евра, дури и повеќе отколку вкупните инвестиции во компанијата во кои има учествувано и Европската банка за развој. Намерата со отварањето на стечајната постапка е сепак токму тие инвестиции да се заштитат и на компанијата без опасност од принудна наплата на долговите да и се овозможи да се преструктурира и некаде напролет да продолжи со нормална работа. Но за да се случи тоа, треба да се обезбедат доволен број нарачки кои во овој момент пристигнуваат само од Сканија. Иако е тешко изводливо, помош се очекува и од Volkswagen кој поседува повеќе од 20% од акциите на Нортфолт. Дали ќе се оствари планот на Европската Унија да ги укине моторите на согорување и колку е реален, останува да видиме во следните 11 години. Радува борбеноста на производителите за развивање на нови еколошки солуции, кои за жал нема да бидат ефтини. А нас ни останува надежда дека ќе имаме доволно пари да останеме во чекор со светот. До гледање.